Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Антропоморфната представа на Бога, рековме, е фатално погрешна. И таа води во погрешно поимање на црква, како институционална творба, со која што управува некоја администрација и бирократија облечена во манти. Ништо од тоа не важи и не може да се однесува на Светата црква. Освен тогаш, кога самите свештеници, не имајќи правилно знаење за црквата, прават се да ги уверат другите дека црквата е тоа. Исто што и другите институции од цивилен карактер. Најмили мои, ја имаме Светата црква. Ние сме членови нејзини. Неа, светите отци, на символичен начин ја представуваат како брод кој што плови из времето и просторот на овој свет и век. Молитвите на Свети Василий Велики на чудесен начин ни ја открија најскриената тајна и значење на денешниот празник. Целта на нашето патување е времето безвремено и просторот безпросторен. А времето на овој свет и просторот на овој свет сме повикани да го преобразиме во времето на идниот век. Историското време во вечно и незаодно време и географскиот простор во безпросторен простор од царството на троедниот Бог. А таа одговорност не е нешто што себично ја примаме за себе, туку како дар Божи за сите од мајка роден, што го примиле животот како дар на живиот троичен Бог да бидат спасени, браќи и сестри. Ние ќе бидеме благодарни и радосни и среќни ако се успее во тоа. Ако сите родени од мајка, без оглед на нивниот живот што овде го водат, да го молиме Бога да ги спаси и да ги облече во рубото на вечноста и да ги исполни со силата, со моќта озгора, со истата она со која што денеска тоа го направи со светите апостоли. Амин. Амин. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Svetому Duhu, i nyní i prisne во веки веков. Амин. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твоему, прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време, еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, има нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, 20 вредовни за еден давац. Едниот му должеше 500 пенази, а другиот 50. Но бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата.
кажем кој од нив повеќе ке го милува. Само одговори и рече, мислам оној кој му повеќе ми прости. А он ми рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената му рече на Симон, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твоето, ти ми гледа за нозете на даде. А таа со солзом ги обие нозете и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со мира не ја помаза главата моја, а таа со мира ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, од има возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.